Малкумина знаат дека Исузу е еден од најстарите јапонски производители на автомобили, чии почетоци датираат од стартот на минатиот век, поточно од 1916 година. Јапонскиот гигант е несомнено меѓу најголемите производители на дизел мотори во историјата на автомобилизмот со 22 милиони единици. И иако во светот Исузу ужива посебен авторитет, за жал кај не стае меѓу понепознатите марки. Чест да ги постави работите на свое место ќе има Auto Македонија, која неодамна подпиша договор за ексклузивен дистрибутер на брендот на овие простори. Официјално Auto Македонија АД Скопје го подпиша договорот за партнерство и соработка со еден од најпознатите и еден од најстарите брендови во Јапонија, Исузу. Со подпишувањето на овој договор, нашата фирма стана овластен увозник, дистрибутер и сервисер на возилата Исузу во Република Македонија. За потребите на овој проект, веднаш го отворивме новиот салон на атрактивна локација во населбата Кисела вода на булеварот Борис Трајковски, каде веќе ги донесовме и првите возила од палетата на Исузу. Станува збор за еден од најинтересните и најатрактивните пикап камионети, кој што го носи името D-Max и за прв пат се појавува и промовира на пазарот во Македонија. Речиси сите модели на D-Max доаѓаат со можност да бидат опремени со погон на сите тркала. Погон кој што се активира од натрешноста на кабината со помош на вртливо купче по потреба. Сите модели на D-Max доаѓаат со исклучително атрактивниот и моќен Исузу мотор, дизел мотор со западнина од 2,5 литри и моќност од 167 коњски сили. Моделите на Исузу D-Max, во зависност од бројот на врати и бројот на седишта во кабината, може да дојдат во 3 каросериски изведби со 2 врати и со 4 врати. Значи, она што е значено е дека сите модели доаѓаат и со многу богатиот пикап простор во кој што може нашите клиенти да товараат најразлични работи. Тоа го прави моделот D-Max исклучително атрактивен како за правните, така и за физичките лица. Може да се регистрира како товарно возило N1 категорија, што би значило дека секое правно лице по регистрирањето на ова возило може да изврши повраток на данокот на додадена вредност. Секако дека покрај моделите на D-Max, она што ќе биде интересно и за нашиот пазар, а пошто во Европа и во светот Исузу е особено познат и атрактивен, тоа е богатата палета на комерцијалните возила на Исузу, која што се дели во две серии. Камионите на Исузу се поделени во N и F серија и покриваат една широка палета на перформанси. Значи, во нивната вкупна носивост или вкупна маса се движат од 3,5 до 12 тони и секако сите се опремени со исклучително атрактивните Исузу дизел мотори, кои што се од најновата генерација на Euro 5B+ норми на емисија или Euro 6 норми на измената емисија. Она што е значено за моделите на Исузу е дека се исклучително издржливи, значи можат да се користат за најразлични потреби, а ние како фирма веќе воспоставивме односи и соработка со голем број на надградители, кои што на моделите на Исузу може да понудат најразлични форми на надградби, тргнувајќи од надградбите за товарење на различен вид на товар, кои што може да дојдат како церада, товарен простор со церада, товарен простор со али бокс, понатаму ладилници, како и многу возила и камиони кои што може да се користат за најразлични потреби, за комунални потреби, како колектори и компактори на смет, понатаму како цистерни за превоз на млеко, вода и други течности и така натаму. Она што е значено за моделите на Исузу, тоа е дека D-Max возилата доаѓаат со 3 години гаранција и 100.000 километри изминати, додека камионите настапуваат со гаранција од 2 години и без ограничување на километражата. Секако дека како фирма, како Auto Македонија, една од основните задачи во разработувањето на проектот ние на нашите клиенти да им понудиме максимална вредност за вложените средства.
Seat ја представи на автомобилскиот сајм во Барселона дотераната верзија на популарниот субкомпактен модел Ibiza, која ќе е присутна на пазарот само една година, бидејќи во 2016 треба да дебитира петата генерација на моделот. Промените во дизајнот на Ibiza се скромни, малку различни фарови со LED светла, модифицирани филми и две нови бои. Клиентите ќе може да сметаат и на последната генерација на инфозабавниот систем со сателитска навигација, дигитално радио DAB и конекција за iPod, USB и Bluetooth. Верзијата 2015 на Ibiza излегува на пазарот оваа есен со 1 литарски 3-цилиндарски бензински мотор со мокност од 75, 95 и 110 конски сили, а ќе нуди и 1,4 литарски TSI со 150 конски сили. Дизел TDI моторите се со мокност од 75, 90 и 105 конски сили. Мануелниот менувач со 6 степени е дел од сериската опрема, а како опција кај верзиите со 110 конски сили бензин и со 90 конски сили дизел ќе може да се нарача и трансмисија со 2 спојки. Германската компанија Mercedes-Benz го модернизира еден од најдолго произведуваните свој модели G-класа. Новините се претежно од технички карактер пред се во агрегатската гама, но мали промени сепак има и во изгледот на теренецот. Најсериозната новина е кај верзијата G500, каде се вградува новиот 4-литарски V8 мотор со двојно турбо, познат од специјалниот модел G500 4x4 на квадрат. Агрегатот развива 422 конски сили и 610 Нм, овозможувајќи забрзување до стотка за 5,9 секунди. Дизел моделот G350D добива 245 конски сили наместо досегашните 211 коњи, а максималниот вртежен момент е зголемен за 540 на 600 Нм. Оптимизацијата обезбедува забрзување од 0 до 100 км/ч за 8,9 секунди. Меѓу визуелните промени може да се забележат изменетите браници и калниците во стил на AMG, кои веќе се стандардна опрема за G350D и G500. Во внатрешноста има поширок избор на материјали и бои. Заедно со модернизацијата пристигнува и новата специјална верзија на моделот која го носи името G-класа AMG Edition 463 и се одликува со уникатен екстериер и интериер. Карлос Таварес, извршен директор на PSA Peugeot Citroën, коментира дека идните електрични на компанијата ќе бидат поевтини и со поголема автономија во споредба со познатите до моментов изведби од двата француски брендови. Тие ќе имаат подобри перформанси на патот, ќе понудат поголема километража и ќе бидат со пониска цена, истакна Таварес за време на годинешниот состанок на акционерите на гигантите. Тој додаде исто така дека втората генерација автомобили со електричен погон ќе биде лансирана на пазарот во 2020 година и дека во моментов компанијата работи на развој на прв плагин хибрид. Според плановите на PSA, во 2019 година на пазарот ќе биде лансиран модел со бензинско-хибриден погон развиен врз основа на платформата MB2. Генералниот директор во Jaguar Стивен Деплој потврди дека компанијата ќе го представи официјално своето прво теренско возило во рамките на салонот во Франкфурт оваа есен. По дебито во Германија ќе започнат и нарачките, а продажбата на F-Pace ќе стартува од почетокот на следната година. Во моментов британците се во завршните фази на развој и тестирање. Сериската верзија на концептот CX-17 веќе беше снимена за време на тестовите неколку пати, а постои и тизер понуден неодамна од Jaguar. Возилото со погон 4x4 ќе дели многу детали со актуелните XE и XF, а тука влегуваат и моторите Ingenium. Се зборува и за електрична верзија на F-Pace, иако се уште нема никакви официјални детали околу неа. Според гласините, таа ќе ја дели техниката со Range Rover EV и ќе се појави пред 2018 година.
Ford реши да му понуди на светот нешто подобро во сегментот на моноволумените, па ја лансираше својата втора генерација на S-Max, чија главна задача е да пополни празнината меѓу компактниот C-Max, кој неодамна имаше свое обновување, и престојната новина Galaxy. Моделот имаше своје деби на салонот во Париз минатата година, а ние имавме посебна прилика неодамна да управуваме со неколку изведби од гамата, специјално подготвени за паневропската ги презентација во Палма де Мајорка. Оние над 400.000 продадени возила од првата генерација, која блесна на автомобилското небо во 2006 година, се доволен показател за извонредниот интерес на ова Фордово стварување во светот. Вредно е да напоменеме дека оваа креација на Форд се захити со признанието автомобил на годината за 2007 во Европа. Затоа врвните дизајнери од центарот на синиот овал во Келн не сакаа премногу да се коцкаат со добитната формула, па повеќе нудат еволутивна отколку револуционерна изведба. Но како и да е, ние сметаме дека Фордовите мајстори на својот занает вложиле многу во оваа втора генерација, која се обидува многу да се приближи до новиот Мондео, кој пожна извонредни резултати на стартот на својата продажба, а и се надградува на истата платформа како и претводникот на синиот овал. Најголемата промена во однос на претходната генерација, кога е во прашање дизајнот, е изменетата предна маска, која и овде е во оној трендовски Aston Martin стайлинг. Секако во преден план се и комплетно модернизираните предни светла со LED технологија и специјален систем Glare Free High Beam, кој го регулира осветлувањето и не ги заслепува возилата кои доаѓаат од спротивен правец, ниту пак учесниците во сообраќајот. Нов облик имаат и магленките и предниот браник. Во силуетата нема некои посебни измени, но мора да го напоменеме поголемиот агол на предното мощно и прегледно ветробранско стакло. Задниот дел е со редизајниран светлосен состав, поголема врата, поинаков браник и издови, но сепак во склад со она што и досега го нудеше Фордовиот моноволумен. Ако дизајнот надвор е еволуција, тоа не може да се каже дека и во внатрешност. Новиот Ford S-Max добива разновидна и практична внатрешност со доволно простор и за 7 лица. Како и досега, автомобилот се нуди со 2 или опцијски со 3 реда седишта и дури 32 различни комбинации за разместување на интериерот. Предниот ред на седишта се регулира автоматски и напред и нагоре, при што имате многу полесен пристап до задниот ред, а со можноста секое седиште да се спакува во друго, се добиваат бројни комбинации. Тоа придонесува не само за поголема флексибилност, туку и за поголем комфорт, но и комбинација со багажен простор, што е многу важен елемент за изведбите од овој тип. Во внатрешноста не недостасува луксузност, употребена е кожа, алуминиум, сјајна пластика. Дизајнерски е во целост променета инструменталната табла и централната конзола, каде доминира Sony составот и 10-инчен екран, чувствителен на допир, преку кој се раководи со многу функции во возилото. Тука е секако и неговиот Sync 2, кој му возможува на возачот да ги контролира некои од функциите на автомобилот користејќи гласовни можности, целосно поврзување со паметен телефон и адаптација на соодветните апликации. Тука треба да се спомене новата верзија на адаптивно управување, со која опремен S-Max, кој се регулира на управувачот, кој сега е подиректен во однос на подлогата и го прави возилото полесно и подинамично во град и паркирање, но помалку чувствителен и прецизен на автопат, се со цел за порелаксирано возење. Кога сме кај опремата, новата генерација на Ford S-Max светува дека ќе стане еден од најнапредните технолошки автомобили кои сме ги виделе на пазарот во текот на последните неколку години. Меѓу главните новини на новиот S-Max, кој вкупно се повеќе од 20, е интелигентниот ограничувач на брзината, Intelligent Speed Limiter, кој му помага на возачот да ги почитува патните ограничувања. Тој автоматски ги чита знаците и ја регулира брзина на автомобилот и действува според нив. Од технолошките новини тука се и системот за предупредување при опасност од удар, тоест при Collision Assist, со функција за откривање на пешаци и комбинација на интелигентниот систем за погон на 4 тркала iAVD. Што се однесува до агрегатската понуда, во основата е новиот бензинец од 1,5 литри EcoBoost со 4 цилиндри и моќ од 160 конски сили. Посилната верзија е 2 литарскиот EcoBoost со 240 конски сили. Дизелските се од проверената 2.0 Common Rail генерација во верзии на моќност од 120, 150 и 180 конски сили. Послабите изведби ќе пристигнат со стандарден мануелен 6 брзински минувач, додека помоќните ќе имаат опција и за автоматска трансмисија со 2 спојки.
Одредени зафати има и во потпирањето, потоа на полето на управливоста, што секако придонесува за подобри возни својства, во што можевме да се увериме на патиштата на островот, а вреди да се напомене дека многу е посветено внимание на изолираноста во кабината, на бучавоста и на вибрациите. Над 100.000 посетители се собраа на 13-тото издание на едно од најпрестижните автомобилско тюнинг шоу Tuning World Bodense 2015 во германскиот Фридрихсхафен и се восхитуваа на 1000 возила со различни стилови. Голем број луѓе се воодушевија од новата Gymkhana Drift и надпреварите на неа. Уживаа во партијата најдоброто од Ибица со DJ Пол Ван Дайк и во перформансите на 9 звездите Жан-Пьер Крамер или Сидни Хофман, а се разбира кулминација на шоуто беше изборот за Мис Тюнинг. Плејада од модифицирани автомобили продефилираа на несомнено една од најголемите германски манифестации од овој карактер кој докажа дека во 2015 се е можно. Колку по-бесрамно и поатрактивно, толку подобро беше девизата на шоуто. Оваа формула функционира во целост, па меѓу стилските машини се најдоа и такви чиј изглед едноставно не може да се опише. Речи се и да нема друг надпревар каде посетителите може да го притворат сонот во јаве за 4 дена. Фенси автомобили секогаш одат со убави жени. Во изборот за Мис Тюнинг покрај езерото во Бодензе во Фридрихсхафен, круната отиде овој пат во рацете на Лиане Гинтер од Мейнберг, од Северна Рајна, Вестфалија. Медицинската сестра која стана кралица на Tuning World Бодензе ја очекува фотоснимање за Мис Тюнинг за календарот 2016 година во Берлин, а 25 годишната убавица добива Nissan Juke со комплет тюнинг услуги. На дизајнот му даваме цел. На технологијата и даваме живот. Ние сме Сеат. Порше Македонија. Господине Илиев, вашиот автомобил е спремен. Навигација на екран осетлива на допир, предупредување за судар со возило напред, напредна помош при паркирање, поврзување со паметен телефон и грејење на управувачот. Пел, јас ке го земам. Новото ОХ од Опел. Новата Корса со иновации од премиум класата.
Првата приватна туристичка агенција во земјава ова лето ве носи во Бугарија на сончев брег во хотелот Дунав. 26 години доверба зборуваат за квалитетот во туристичките услуги. Затоа, обратете се кај вашиот проверен туристички партнер за летен одмор на телефон 02 32 30 600. Со Адриатик Маврово, морето нема да ви биде солено. Opel продолжува со полна брзина на веќе познатиот колосек, па така и со новата генерација на Corsa, еден од најуспешните градски автомобили на сите времиња, која ја креираше маестрално, имплементира крајно иновативни технологии на кои чекаат и представниците од повисоките сегменти. Спакува солидни мотори, со што едноставно обезбеди сигурна виза за високото друштво на лилипутанците. Потврда за тоа дека германците лансираа нешто навистина добро и неочекуваниот огромен интерес за самиот модел, кој неодамна е во понуда и на македонскиот пазар. Corsa изгради силна репутација на урбан модел, а потврда за тоа се оние 12,4 милиони продадени единици од претходните 4 генерации. Иако станува збор за корпоративен дизајн, насока во која по некое непишано правило чекорат сите производители, но која носи и успех, така и во оваа новина од Opel се послужиле со препознатливите обележја на марката. Но доколку го фиксирате убаво погледот на малата убавица, веднаш печатокот е поинаков и се стекнувате со заклучок дека автомобилот според многу нешта останал препознатлив и единствен. Токму така, во предниот дел на новата Corsa се препознаваат познатите детали од марката, особено на маската на ладилникот и светлата, а позади има многу елементи од актуелната мерива. Но сепак доколку се погледне силуетата на Corsa, потоа хоризонтални линии на претходната генерација, веднаш се стекнува впечаток дека пред вас е токму Опеловиот субкомпакт. Кога нова ќе го додадете поостриот агол на предното ветробранско стакло, помеките тонови на хаубата и петата врата, естетски скроен C носач, доаѓате до заклучок дека во Рисселсхајм создале повторно атрактивен и модерен автомобил кој ќе знае да ги освои клиентите со својот шарм. Кога е во прашање интериерот, тогаш е факт дека Опеловите дизајнери навистина отишле чекор понатам. Организиран на сосема нов начин, односно донесува некој нов дух и стајлинг, на кој не сме навикнале во Опеловите изведби од овој сегмент. Солидната ергономија и лесното ракување со сите функции и инструменти, надополнета е со новиот стил на седиштата кои се и малку профилирани и добро го држат телото, особено во свиоците. Кога удобно ќе се сместите, бидејќи лесно се доаѓа до посекуваната и безбедна положба за управување, комплетно изненадува прегледноста што е уште еден Opelov Plus, за кој засега не се открива тајната. Тесниот модел кој го имавме на располагање имаше мултимедијален состав со 7-инчен екран на допир и IntelliLink кој нуди поврзаност со iOS и Android мобилните уреди. Opel многу посветил внимание на задната клупа, па со новиот распоред на тркалата и поставеноста на платформата, сега има многу повеќе комоција, а воопшто на тоа не претрпел багажниот простор, кој нуди солидни 280 литри и е мощно практичен, доволен за градските потреби на еден мал автомобил. Опеловата понуда на агрегати во новата Corsa е навистина богата. Ние на располагање имавме 1,4 литарски бензинет со мокна со 90 конски сили и вртежен момент од 130 ньютон метри. Секако дека во понудата има и мотори со помала и поголема зафатнина, како и со турбополначи, но би констатирале дека вака спакуваната изведба е идеална за нашите патишта и урбаните средини, особено поради фактот што овој Euro 6 агрегат, кој е посебно доработен за оваа намена, според фабричките податоци троши само 5,2 литри на 100 км. Неговите перформанси доаѓаат до израз на отворен пат, каде пак потрошувачката паѓа на само 4,3 литри. Тесниот модел беше опремен со 5-степен мануелен менувач, но вреди да се напомене дека токму за оваа пета генерација во понуда се и новите менувачи од Risselsheim. Со оглед на моторот останува впечаток дека менувачот е сосема солиден, преносите се добро одмерени, прилагодени за автомобилот со оваа моќ и маса. Иако теоријата неретко мора да биде соодветна со она во праксата, она 5 мм пониско тежиште за возилото во однос на претходникот реално има големо влијание на агилноста на новата Corsa. Ова доаѓа до израз со подобрувањето на возните својства, а своја голема улога на ова поле има поефикасното подвозје кое се одликува со подуправливост, а и добро се снаоѓа на нерамнини.
Овие 90 коњи донесуваат доволно динамичност при управување, односно констатација е дека тестниот модел со своите перформанси е добро прилагоден да се снаоѓа во урбаните метежи, за каде е и првенствена намена. Своја голема улога во сето ова за однесувањето на градските улици, па и на отворен пат, има ESP составот, кој не можете да го исклучите. Од другите системи во овој автомобил, со ова ниво на опременост би го споменале ABS составот, систем за помош при тргнување на нагорнина, за надзор на притисок во гумите, клима уред со мануелни команди, халогените предни фарови со LED дневни светла, прогресивен електричен сервоуправувач со висинско и длабинско подесување, патен компјутер, темпомат. На крај не треба да забораваме дека возилата на Opel доаѓаат со 4 години гаранција или 120.000 изминати километри, 2 од производителот и 2 од Opel FlexCare. Воедно како дополнување на гаранцијата, компанијата обезбедува и помош на пат во Македонија и земјите од Европа во период во време траење на FlexCare. Значи и со петата генерација на Corsa Opel игра на сигурно. Нуди многу, а за сето тоа треба и да се плати. Па вака спакуваната изведба во Auto Македонија се нуди за 13.546 евра, но кај нашиот дилер препорачуваат: дојдете, па ќе се договориме. Во далечната 1975 година беше лансиран нов модел на баварската компанија, чија премиера се одржа на Олимпискиот стадион во Минхен. Тој беше наследник на легендарниот BMW 2002. Означена како E21, оригиналната серија 3 дојде во моментот на сериозен стрес во Минхен. Херберт Квант имаше задача да ја спаси компанијата со нова профитабилна инвестиција, а мерките за реорганизација треба да бидат радикални. Така, на виделина се појавува серија 3 која денес има статус на легенда. Седанот на стартот се нуди само во една опција. Легендарниот Пол Брак стои за дизајнот, а во него тој вклучува многу детали кои се заштитен знак на моделот и до денес, 6 генерации подоцна. Оваа година серија 3 го прославува својот 40-ти роден ден. За овој период серија 3 е реализирана во 14 милиони единици, а моделот во најпродаваниот во историјата на BMW со околу 25% од вкупната продажба на баварците. Во овие години палетата на серија 3 се прошири со конвертабл, купе, компакт и дури Гран Туризмо. По повод роденденот деновиве блисна обновената верзија на тројката, и тоа во седан и караванска верзија. Развојниот тим задолжен за редизајнирање на серијата 3 однадвор има променето малку светлата, браниците и отворите за воздух. Внатрешноста е обложена со нови материјали и освежена со дополнителни детали, но затоа технологиите се многу понапредни. Од нив се издвојуваат новиот систем за навигација, мобилните технологии и full color head-up дисплејот, а паркинг асистентот сега може автоматски да паркира и паралелно. Уште на почетокот на продажбата во втората половина од годинава, освежената серија 3 ќе биде достапна со широка палета од бензински и дизел мотори, во спрега со 6 степен мануелен и 8 степен автоматски менувач. Стартот на понудата го означува 3-цилиндарскиот турбобензинец од 1,5 литри за 318 и со 136 конски сили. Исто така нов во понудата и 2-литарскиот турбоагрегат за 320 и со своите 184 конски сили. Истиот мотор, но со 252 конски сили, ќе го задвижува 330 и, кој ќе го замени досегашниот 328 и, а топ верзија ќе биде моделот 340 и, во кој ќе работи 6-цилиндарски 3-литарски турбомотор со 326 конски сили. Фронтот на дизелите ќе го бранат дури 7 баварски единици со моќ меѓу 116 до 313 конски сили, а тука и плагин хибридот 330e со комбинирани 252 конски сили. Не треба да го заборавиме ниту M3 кој го задржа 6-цилиндерскиот твин турбо со 431 конски сили и 7-степениот менувач со двојна спојка.
Дел од моделите на Dacia се продаваат на некои пазари под брендот Renault. Еден од нив е Sandero, кој наскоро ќе се појави во модификација RS. Автомобилот ќе излезе на пазарот во Бразил, каде се развива од локалниот партнер на Renault и како што пишуваат јужноамериканските медиуми, тој ќе биде опремен со 2-литерски турбомотор кој може да работи како бензин, така и на етанол. Оваа комбинација е вообичаена за најголемата држава во Јужна Америка. Моќноста на агрегатот ќе биде околу 140 конски сили, во спрега со 6 брзински мануелен менувач. Renault Sandero RS ќе се разликува од стандардниот модел по набилданите браници, како и новата маска на ладилникот и фаровите. Се уште не е сигурно дали набилданата верзија на еден од подостапните модели на францускиот производител ќе се продава и на други пазари освен во Бразил. Според изданието не е исклучено во Европа исто така да се појави Sandero RS, но под брендот Dacia. Продолжувајќи ја долгата 8-децениска традиција на компактните модели, Opel ја најавува сосема новата Astra на меѓународниот салон на автомобили во Франкфурт, каде ќе биде промовирана од првиот човек на групацијата доктор Карл Томас Нојман. Од Opel ветуваат дека новиот модел ќе го краси феноменален дизајн, висок степен на ефикасност и многу иновации. Доктор Нојман ги истакна основите на развојот на 11-тата генерација на компактните модели на Opel, од масата за цртање па до крајниот резултат револуциониран автомобил кој е многу поефикасен во сите аспекти. Просторот се користи на ефикасен начин, иако надворишните димензии се намалени, внатрешноста на новата Astra ќе биде значително зголемена. Инженерските тимови одговорни за развојот на новата Astra значително ја намалија масата на возилото, што во исто време ќе ја направи побрза, но и поштедлива. Доктор Нојман исто така потврди дека како резултат на најголемата офанзива во историјата на Opel, новата Astra ќе биде управувана исклучиво од новата генерација на агрегати кои се вистинско инженерско ремек дело. Компактните модели Kadett и Astra, кои досега се произведени во повеќе од 24 милиони примероци, го сочинуваат јадрото на портфолиото на Opel од моментот кога првиот член на овој сегмент излезе од производната лента. Со секоја генерација на Kadett, Opel обезбеди индивидуален превоз достапен за милиони луѓе низ целиот свет, а неколкуте генерации на Astra ја пренесоа иновативната технологија од повисоките категории на автомобили во достапната компактна класа. Секоја наредна генерација ги подигна стандардите во областа на безбедноста, удобноста и ефикасноста. Новата Astra повторно ќе постави стандарди во класата на компактните автомобили, а меѓу другото таа ќе биде првиот модел на Opel кој ќе биде лансиран со единствениот Opel OnStar сервис, подготвен да им помогне и да ги спасува собствениците на Opel 24 часа на ден, 365 дена во годината. Ауди дополнително ја зголемува својата предност во областа на автомобилските светлосни технологии. Во рамките на спонзорираниот проект Интелигентни лазерски светла за компактно приспособливо предно светло со висока резолуција, брендот со 4 прстена работи врз светлата на еднината со индустријски и научни партнери. Новата технологија функционира врз основа на брзо движење на микроогледало со пренасочување на лазерскиот зрак. При мали брзини на движење на автомобилот, височината се распределува врз поголема проекција во зоната на осветлување на патот, па се осветлува многу поширок спектар. При поголеми брзини аголот на апаратура е помал, а интензитетот и обемот на светлината се зголемуваат значително. Ова е особено важно за да се добие поголема прегледност на автопатиштата. Во прилог, височината на овие светла може да биде распределена попрецизно. Тоа значи дека осветлувањето во различни зони на осветлување може да се менува преку прецизно контролирање на времето на затемнување и осветлување во нив. Новина е исто интелигентното и брзо активирање, како и деактивирање на лазерските диоди во зависност од позицијата на огледалото. Ова се возможува со проширување и контракцијата на светлосниот сноп кој е динамичен и исклучително брзо се менува.
Со активните матрични LED светла Matrix LED на Ауди патот е секогаш многу добро осветлен, без при тоа да се заслепуваат останатите учесници во сообраќајот. Суштинската разлика се состои во тоа дека матричната лазерска технологија нуди уште попрецизна и финодинамична резолуција и следствено поголем степен на искористување на светлината, а тоа ја подобрува безбедноста во патниот сообраќај. Кај новата технологија, сините лазерски диоди на Osram проектираат зрак со бранова должина од 450 нанометри на огледалото со големина од 3 мм. Ова огледало ја пренесува сината лазерска светлина кон конвертор, која конвертира во бела светлина и ја насочува кон патот. Користеното за целта огледало кое се обезбедува од компанијата Bosch е со микрооптички систем со електромеханичка контрола и е базирана на силициум технологија. Тоа е исклучително тесно и има многу долг век на употреба. Слични на него компоненти се користат во акцелерометарот и контролни елементи во системите за електронска контрола на стабилноста. Високата ефикасност на метричките лазерски светла придонесува во голема мера и за потрошената многу помала енергија во однос на LED светлата. Со други зборови, интензитетот на лазерските светла на метричките лазерски светла кои ќе се користат кај аудиевите модели ќе придонесат и за заштита во погледот на потрошувачката на гориво. Концернот го понуди актуелниот извештај за одржливиот развој за изминатата фискална година. Имено на мощна и секојдневен начин е представено делувањето на компанијата во 2014 година во подрачјето на економијата, општеството и екологијата. Тежиштето беше ставено на подобрувањето на еколошката прифатливост на производите и самиот процес на производство и понатамошно истражување и развој на полето на мобилноста во иднина. Целта на Volkswagen во 2018 година е не само да стане економски, туку и најдобар еколошки производител на возила. Компанијата идентификуваше 16 области на активност во текот на изминатата година со цел да се постигне понатамошен напредок на патот кон поодржлив свет. Една од главните теми на извештајот вклучува фактот што во моментов има 57 модели на брендовите во концернот со емисија на максимум 95 грама CO2 на километар. Така во последните 4 години во корист на животната средина, компанијата ја намалила емисијата на штетни гасови за 19,3 грамови. Volkswagen воедно даде поддршка на 200 социјални проекти низ целиот свет. Во Пуна, во Индија, отвори 13.500 нови работни места преку новата фабрика, а ангажира и 69 добавувачи.